Повторно добро вечер. Аргумент плюс вечерва за Давос. Мој соговорник, веќе те најавив Дејан Србиновски, мој колега, со фах на дворешна политика. Така, добро вечер, Анета, и благодарам за поканата. Спомнавме нешто пред да почнеме овие неколку минути со емисијава. И прво вака, да создадеме една слика за Давос, генерално тоа било тема на економски новинари, се дефинирало како светски форум на кој се склучувале најважните сделки или се најавувало склучување на сделки, се смирувале трговски војни во зародиш, се договарале некои геополитички стратегии кои имаат влијание нели врз глобалната економија. Но она што деновиве го гледаме таму, сега не знам како да го наречам, театрална сцена, се мерат мускули, Гренланд како тема доминира, веќе еве за Украина и Русија можниот обид за мир што може утре да се случи нели во Москва некако второразредно, и сето ова зачинето со еден таков вокабулар што дури не изненадува кога го слушаме од устата на битни луѓе кои сметаме дека се со дигнитет, европратеници, председатели на држава. Е сега, во најавата во дневникот има ваква конструкција: Трамп слета, европските лидери одлетаа. Ајде вака сликава да ја создадеме, известно е дека таму средба на Трамп, например со Макрон, со фон дер Лајен, со Мерц, нема да видиме. Изостана, токму така одлична е најавата и одличен повод за дискусија во која што се најдевам дека ќе бидеме интересни. Во сублимат ќе пробаме некако да ги проанализираме денешниве политички случувања на меѓународното поле кои што беа динамични. Од минута во минута, барем ние новинарите што ги следиме овие теми или овие избиднувања, се рефлексира во тоа како беше расположението на едниот политичар кој што беше можеби и звезда на денешниот втор ден во Швајцарија, во Давос. Имено и самата енергија на самитот беше некако со неизвестност, со нетрпение што ќе се случи, какви средби ќе се остварат, дали воопшто ќе дојде до средби. Денеска гледаме, како што напоменавте и вие, дека дел од големите европски економии челници си замина, него ни дочекаа Трамп. Енергијата почна од изутрината, од самото доаѓање на Трамп. Неговиот авион имаше некаков технички проблем и таа некоја еуфорија и неизвестност некако и се пренесе и на медиумите, а потоа видовме и на политичарите, на оние кои што можеби во овој момент треба да останат најладни со главите кога станува збор геополитиката, светската економија и мирот. Видовме страшни реторични обвинувања и од едните и од другите. Колку и да се обидува политичарите, говорам овде и за европејците, дипломатски тоа да го изнесат. Имаше испатеди во Европскиот парламент каде што ескалираше работата и се сости се упатија кон тоа е данскиот пратеник, председателот на САД, каде од друга страна во еден сублимат Трамп по неговото доаѓање и неговиот препознат стил за доминација и говор некаде околу час и половина, успеа сето она што се случуваше од текот на денот да го префрли, односно да им го прескаже на европејците. Што видовме? Во говорот на Трамп имаше неколку поенти, меѓу кои најважната можеме да истакнеме, а се однесува нели на Гренланд и на сите овие тензии кои сме задоени и се неизвестни во периодот, дека од она барем што првично го кажа, дека тој нема да употреби војна сила за преземање на овој дански остров. Тоа беше можеби една од најглавните пораки, каде што следа низа на заклучоци во однос на економијата, во однос на одбраната, во однос на ставовите со неговите довчерашни сојузници Макрон, фон дер Лајен и така натаму. Трамп изнесе ништо не ново, можеме така да кажеме. Тоа он само го потврди
ја потврди американската сурова надворешна дипломатија, која што изминатиот период ја гледаме, а се однесуваше тоа и за кревањето трошоците за одбраната, за економските царини или тарифи кон Европа и така натаму. Ајде цитирам дел од изјавата на Трамп, рековме пресконференција веднаш после доаѓањето одржа, веќе дел од европските лидери беа заминати, повеќе од 1 час беше пресод. Например, вака им кажа на европејците, без сад сега ќе зборувавте германски, а можеби малку јапонски. По војната го вративме Гренланд на Данска, вие воопшто не сте благодарни, односно сте неблагодарни. И онаа реченица што ја прокоментиравме, ја отврли можноста со војска да го преземе Гренланд. Дали малку светот може да здивне дека територијата на Гренланд нема да биде ново воено жариште, како да кажам, и тоа во случајов абсурд на земји, нели, членки на НАТО, што малку подоцна ќе разгледаме. Ако го перцепираме тоа низ призмата на нова војна, или нови војници, или војни чижми било каде некаде на европско тло, па и во околијата на Европа, можеме да кажеме дека е позитивна порака од председателот Трамп, дека нема да има судир помеѓу американските трупи и евентуално НАТО, некој НАТО земја членки. Помеѓу сојузниците, најтрагичното тоа е бизарното во целата приказна. Меѓутоа, од друга страна, оваа порака на американскиот председател не значи ништо. Зошто тоа го говорам така, бидејќи ако се навратиме со сите негови чекори кои што тој ги правеше во домашната политика, особено во надворешната политика за Венецуела, за Украина, за Блискиот Исток, тој толку ретерираше во своите ставови да од преку ноќ ќе кажеше еден став или една насока каде што Вашингтон и САД во следниот период би се фокусирале, до утре дента го имавме апсењето и воена интервенција во Венецуела. Кога станува збор за Гренланд, мислам дека малку е поинаква ситуацијата во однос на тоа на таа комплексна релација на сојузниците кои што е внатре во алијансата, говорам за НАТО алијансата. А од друга страна, кога говорам за трансатлантските односи, тие и на големо се разнишани и на големо се уценети од едната и другата страна. Меѓутоа, мислам дека Трамп нема да се одлучи на чекор да направи некоја поголема деескалација од оваа сега што е доста голема. Зошто бидејќи тој се представува и како хегемон, меѓутоа и како миротворец и не би сакал во светот да се запамти неговиот втор мандат како агресор или поосвојувач да се споредува со Путин. Меѓутоа, таа релација која што сега е нарушена, во овој момент стварно не гледаме некоја светла точка, бидејќи колку и неговите изјави денеска на самитот во Давос беа до некаде не смирувачки дека ќе нема војна, што говорат потезите, односно чекорите на европските сојузници. Но Дејан, прашањето е веќе фронтот за Гренланд е отворен. Проблемот е направен. Како ќе заврши оваа приказна? Бидејќи гледаме дека ескалира и повторно се сели на економски терен. Кога нешто нема да биде како што замислил, возвраќа веднаш со и најавува царини на царините, царини, такси, давачки. 8 земји тие водечки или членки на Европската унија, мислам, заеднички му пиша, му возвратија со одговор, нови царини, нов циклус на давачки, нови економски проблеми за Европа. Оваа приказна ќе мора некако да се заврши. Ќе се заврши со, можеби, попуштање од двете страни до некаде. Видовме дека тој е бизнисмен, дека не се води од националните интереси, колку што се води од оние емоционални бизнис релации кои што тој ги има изградено во текот на својот живот. Кога говорам за Гренланд, како би се завршило тоа? Па би се завршило некакво компромисно решение кое што можеби веќе ги видовме или можевме да прочитаме какви сценарија се предвидува за оваа данска територија. Тоа е некакво владење, односно воено владење, давање на одстапка од страна на данците на Гренланд на 99 години управување и воено, меѓутоа и секако другачие на страна на Вашингтон.
опцијата за и сега да појасниме за гледач, меѓутоа некои знаат, некои се информирани, САД има воена база која што е на Гренланд, меѓутоа сака да ги надополни тие простори тамо со градење и на други институции кои што и де факто и де јуре ќе има контролата на целата територија. Тоа би се одвивало во некакви фази, говорам за реализација на планот или идејата на Трамп, каде што од другата страна европејците мораме да признаеме, или морам јас лично да признам, многу жилаво се трудат некако да го забошатат, односно да го одложат ова преземање американско на Гренланд, а тоа го чинат со било какви договори, релации и контакти со американската администрација, се со цел, просто кажано, Трамп да подзаборави на Гренланд и некако да се пробуди од следната недела да има друга... Што нема да се случи тоа. Па во овој момент она што денеска тој го потенцираше, можеби во најголемиот дел од говорот, Америка е спремна за да владее со Гренланд. Дејан, дали Трамп со сите овие потези од доаѓањето, овој втор мандат е негов, но не е последователен, или мислам дека он е втор председател во историја на САД кој што нема последователен еден по друг. Ова е втор негов мандат. Сите негови потези од почетокот до сега, со објавување на трговски војни на повеќе фронтови, со опонирање на европските лидери, па дури омаловажување на дел од нив. Дали малку Трамп направи услуги, придонесе, можеби да се разобличи длабоката административна приказна на Европската Унија, да се разобличи темата или верувањето за унитарноста, дека таму одлучуваат само критериуми според заслуги, а не според политички одлуки. Дали малку ја разобличи приказната на Европската Унија? Малку е збор кој што можеби не е соодветен, тој претера со сите негови чекори кои што ги презема. Искрено и како новинар, меѓутоа и како човек кој се обидува да ги следи чекорите, односно збиднувањата во меѓународната политика. Искрено не очекувавме дека Трамп можеби во овој мандат ќе отиде чекор понатаму од она што го гледавме во првиот мандат. Дали ова некаква негова емоционална одлука или чекор кој што по обидот за атентат тој комплетно се смени како личност, ќе видиме во времето што доаѓа, меѓутоа живееме, за жал, оној светски поредок кој што го познававме до вчера, условно речено, сега веќе не постои. Сега е Што рекол нашиот премиер, новото реално. Новото реално е таа некоја реал Трамп политика или американска политика, каде што живееме во свет на предатори и грабливци. Предаторите се моќните сили и моќните држави, каде што гледаме преку ноќ како реагираат. Никаде не се споменува меѓународното право, никаде не се споменува она што предмаку го кажа сојужниството, идеологијата. Станува збор само за голд и чист интерес. Во вакво едно бурно време, во едни измешани надворешно политички случувања, тешко може да се предвидат работите, меѓутоа едно ќе соопштам или едно ќе кажам, а тоа е дека убеден сум дека Европа, односно трансатлантските односи покрај оваа деескалација во периодот што следи ќе бидат приморани некако да се спуштат топките, бидејќи ни на едната ни на другата страна во овој момент не одговараат. Тама, тоа сакам да прашам околу НАТО, алијансата и низината унитарност. Ние слушаме изјави од Трамп дека не е доведена во прашање, дека САД останува дел од алијансата, иако не отстапува од она барање дека тие се главните финансиери 5%, што е тема за дебата, се разбира, но дека унитарноста на НАТО како алијанса ќе обстои, дека не е доведена во прашање. Сега ова го порашувам повеќе од аспект, ние дома велиме, го сменивме името, таман влеговме во НАТО, НАТО ќе се распадне. Немаме никаква гаранција, за жал. Не говорам за Алијансата или за Европската Унија, за сите овие сојузи
па ќе се повторам и ќе се надополнам, што до вчера служија на светот по Втората светска војна, говорам овде и за Обединетите нации, говорам овде и за здравствената организација, Светската здравствена организација, па не за оние организации кои што помага и на неразвиените држави или државите во развој, малите земји како Македонија. Се сведува на, да кажеме, приклонување на едните или кон другите, за жал. Сите светски медиуми, почнувајќи од Financial Times до британски Independent, па и оние од истокот кои што доаѓаат, говорат за поделба на сфери на интереси на големите моќници. Тука говорам за оние можеби три највеќе што ги познаваме, САД, Русија и Кина. Во кој дел од светот или од која земјина сфера ќе западне земјата која што овие моќници планира да ги споредат своите интереси, за жал ќе мораат државите да се приклонат, односно во спротива или ќе бидат неуништени буквално, меѓутоа економски разорени се со цел да прифатат некакви цели за интереси на овие големи моќници. Сега, каде е позицијата на Македонија? Знаеме дека со доаѓањето на Трамп, стратешки партнер ни стана Америка. Америка ни беше и претходно стратешки партнер, но веќе ја дефинираме како стратешки партнер. Имавме големи очекувања кога зборуваме за нашиот проблем за пристапување кон Европска унија, почеток на преговори, проблемот со Бугарија, па дури најавувавме и бројни инвестиции од Америка директно што ќе се инјектираат овде во нашата економија. Сега кога сумираме од тоа, се уште дел од инвестициите ги чекаме, односно најавените тие што беа ги нема. Имаме, како беше, времена забрана и пауза за издавање на имиграцијски визи. САД не стави во тоа друштво со 73 или 4 земји други. Еве сега формира Трамп некој одбор за мир. Албанија, мислам и денеска прочитав, и Косово добила порака да учествуваат во таа иницијатива. Кај нас се уште нема, можеби ќе има. Не го видовме лобирањето за Бугарија, се уште го чекаме, проблемот не е нерешен, се уште можеби подлабок со политичките промени во најава во Бугарија. Сега, каде е Македонија? Знаеме за нашето гласање во Совет за безбедност, Обединети нации, нашето позиционирање за Венецуела, сега за интервенцијата на САД. Сега, каде сме ние во приказната? Денови во Македонија има една дилема која што гледам дека се наметнува и во медиумите, меѓутоа во јавниот дискурс, а тоа е стратешкото партнерство наше со САД, кое што е потпишано во 2009 година и каде што дел од медиумите, меѓутоа и од домашната јавност се повикуваат, односно токму ова прашање, прават паралела зошто ако сме стратешки партнери на САД, зошто ни се воведени визи миграцијски. Мораме да разграничиме две работи кога станува збор за стратешкото партнерство. Тоа е пред се политички, да кажеме сојуз, ако можеме така поблаго да се изразиме, каде што нема една врска со друга во однос на она бирократското. Што е бирократското? Имено Американскиот State Department во однос на нивните конзуларни представништа и амбасади во земјите во светот и добиените податоци од тие амбасади, донесо одлука на 70 земји да им се воведат повторно имиграцијски визи. Таа одлука не е политичка, мора да разјасниме, туку таа е чисто бирократска врз основа на статистички податоци. Зошто Македонија, ако е стратешки партнер, ги враќа визите, односно се наметна визите, е прашање кое што во моментов може да се гледа и од политички аспект, меѓутоа и од овој што го пред малку го спомнав статистички. Знаеме дека македонците или Македонија дел од визите, односно патувањата на нашинците во САД, секогаш се врзуваат со економскиот карактер. Знаеме и дека туристичките визи неретко македонските граѓани се злоупотребуваат за да се остане таму. За да се остане таму, се со цел да се добие некаков подобар економски живот или некаков просперитет. За жал, македонската држава изминатиот период е ставена на листата. Тоа е официјално за сега решение од State Department, дали ќе се измени, дали ќе има некакви промени, не знаеме. Македонската влада и министерот за надворешни работи рекоа дека очекуваме некакви добри вести. Меѓутоа фактичката состојба
говори дека македонците прават прекршоци, State Department тоа го евидентирало преку нашите амбасади овде, американската амбасада, и тоа е само технички, ајде да кажеме, чекор кој што се спроведува. Нема никаква... Но знаеш, Дејан, што беше малку збунувачки во таа приказна, ние знаеме дека секојдневно имаме одлив на наши граѓани кои заминуваат со туристички секакви визи со цел неповратно да напуштат земјата, ма главен таргет ни се земји од опкружувањето европските земји. Колкав опсек, колкав квантум на злоупотреби покажала системот на американската администрација за Македонија. Сам да кажам дека ние немаме голем обем на такви случаи, а се работи за голем број на земји во светот, чии граѓани сакаат да заминат во САД. Како ние дојдовме во друштво 70, веројатно тоа се највисоко котирани според некоја статистика. А знаеме дека не е голем бројот па дури и министерот Муцунски каже дека не се работи за голем број на граѓани. Во ред, меѓутоа, ако се земе во предвид дека Македонија е мала земја и по жители и по население, предпоставам има некаква како потенцијална опасност, потенцијална опасност, не верувам, меѓутоа мора и да упатиме на критика и до македонската надворешна политика или стратегија. Очигледно дека изостана наше лобирање во американските лоби кругови, во моментов тие се републиканските, или остварување на некакви контакти каде што ќе се добијат информации или односно ќе се образложи нашата страна за каков број станува збор. Но ние веќе знаевме дека имаме веќе контакти со републиканците и веќе гледавме такви фотографии за нашите контакти таму. Очигледно сме ги немале доволно. Очигледно е тоа иста порака од Вашингтон во овој момент и кога станува збор за тој одбор за мир кој што Трамп го формира. Едно Косово, Србија, Хрватска и други земји, Словенија, Албанија, други земји се ставени на листа кои што они ќе одлучат дополнително дали ќе учествуваат или не. Македонија и од тука иземена. Ајде, можеби ќе имаме и ние покана, еве, тоа е прагма, некоја денеска беше за Косово веста, можеби утре ќе добиеме ние покана, па ќе бидеме во ситуација да одлучуваме да или не. Се враќа малку на Давос од приказната таму, македонска делегација, ние имавме еден период кога одлучи нашата влада малку да стонира таму, да се оди само со најпотребните представници од државата. Сега повторно имаме делегација, попладнево има изјава од премиерот. Можеби јас како новинар очекував нешто повеќе геополитички да слушнам, иако таму се персонални средби и треба да се избоксува нешто. Во изјавата премиерот вели да најавам инвестиција од 100 милиони евра на третиот мобилен оператор кој минатата недела доби дозвола, лиценца за работа или дозвола, како се вели, на македонскиот пазар. Ние најави таа инвестиција и најави дека ќе имаме средби на тема вештачка интелигенција. Што тоа значи за македонскиот граѓани? Па, вака, во принцип, секој контакт кој што ќе се оствари на дворешно поле е добре дојден. За поздравување нашето патување или нашата делегација на самитот во Давос, меѓутоа, од друга страна, одека повторно пак малку би упатил една критика или што изостанува некаква национална стратегија воопшто за нашата надворешна политика, говорам тука и за Бугарија, за соседите, па и за односите и со Германија и со САД. Ова говори дека маргините, Македонија во овој момент е на маргините на перцепцијата на САД и на Европската Унија. За жал, зошто е тоа така, можеби такви се геополитичките случувања во Европа, војната во Украина и надворешните над поважни геополитички прашања, меѓутоа тоа не значи дека Македонија треба да биде нема и да не присуствува и да не прави напори да обезбеди било каков контакт кога станува збор економијата и безбедноста. Она што го најави премиерот Мицкоски е за поздравување, меѓутоа е ајде да кажеме минорно од она што до сега требаше македонската држава да го направи. Би истакнал дека во момент кога ги гледаме овие геополитички пореметувања и кои се рефлектираат и на Балканот и во Македонија,
Во овој момент Македонија можеби треба да се сврти самата кон себе внатри и да си ги реши оние прашања, можеби и сега ќе има повеќе време да си ги реши оние прашања кои што ни се горчили 30 година, ги гледаме и се однесуваат и на корупцијата. Треба да се посветиме на економијата, на инфлацијата и на сите оние болни точки кои што македонскиот граѓанин можеби во овој момент не ги чувства или не може да ги перцепира дека сме изостанале од Давос, меѓутоа ги гледа во секојдневието. Тука се сите параметри кои што во овие тешки времиња треба дома да си го средиме дворот, односно домашната политика. Ниеден двор не може да се среди без пари, значи нас ќе ни требаат пари, нам ќе ни требаат пари. Главно се подпираме, освен на домашно задолжување, главни финансиери ни се меѓународни релевантни европски институции, па тука се и фондови од Европска унија, дел од нив веќе се стонирани, имаме истраги и така натаму, па затоа кога ќе го слушнам од некој соговорник, време е да се свртиме кон самите себе, да ги решиме работите, тоа теоретски многу вака убаво звучи, ама кога ќе видиме внатре што ни се случува, ние стартуваме со 1 милиарда годинава, 40 милиони зборувам за заеми, 2 милиарда обврзница, 40 милиони од деловна банка, 20 милиони заем за кредит за локална инфраструктура. До сега колку наброев, не знам по внатрешно задолжување. Све чини. Лесно е да се задолжуваме, но треба да гледаме и отчетот за тие пари. Што ни носат и каква додадена вредност носат. Верувате дека без европската приказна ние ќе можеме да си ја вршиме домашната задача како што треба, во меѓувреме под услов да не бидеме фрустрирани што соседите албанци ги затвараат поглавјата и ќе чекаат официјалната покана да станат земја членка на НАТО? Апсолутно не. На Европската унија се да, апсолутно не, без нашата стратешка помош која што ја добиваме и како советодавна, меѓутоа економска од Брисел и од другите организации, Македонија тешко би можела да излезе во овој кризен период. Слушавме најави за инвестиции во енергетскиот сектор, иако владата на дневно ниво дава некаков биланс дека се случуваат некои работи, меѓутоа тоа е сосема малку, предпоставувам, се со цел да се обезбедат повеќе пари во домашниот буџет. Инфраструктурата исто едно прашање кое што можеби и безбедносно, меѓутоа економски, каде што се действува на терен, меѓутоа премалку за да осетиме некакви мерки или некакви бенефици кај граѓаните. Во спротива, имаме нови закони за острување на казни на граѓаните, се со цел не нивно осиморашување, него уште еден дополнителен економски притисок. Тоа не резултира за расположението кај граѓаните и стапката она голема која што сите знаеме на сиромашност која што е негде повеќе од 23% во земја. Од она што го како расположение меѓу граѓаните, па дури и јас и ние сме дел од тоа граѓанство, никогаш немаме против започитување на закони, правила, па дури и казни. Често нели сами на себе си велиме додека не удрат по джепот, нема да се дисциплинираме, нека биде така и ве го спомнавме се и сите. Главната дилема кај граѓаните дали тоа ќе имаме неселективен однос на институциите кон граѓаните. Мислам дека тоа е главната болка на општеството, неселективноста. Граѓаните кога ќе видат дека пред законот сите се исти, тогаш мислам дека без никакви притисоци и без никакви уцени ќе се промени вкупниот амбиент во државата, но да има неселективност во пристапот. Тешко прашање, ако го гледаме минатото и она колку неселективноста не постоела и ајде да кажеме правдата била замолчена, не сум многу убеден дека може да дојде до некакви драстични промени, меѓутоа ветува владата да видиме што може да испорача. Секако процесот е тргнат, орото е почнато, да видиме каков ќе биде епилогот. Колегите од режија ме алармираат, 31 минута мислам дека сме веќе во студио, брзо помина. Дејан, ти благодарам за овој разговор. Благодарам уште еднаш за поканата. Молам. Почитувани, овде го одјавувам овој информативен блок, од мене пријатно.